Роденденска програмска шема на Универзитетското радио славиме 5 години и на мое драго големо задоволство тука ни се Илија Ќосевски, Илија Кикиритков. Дечки, добре дојдовте во студиото на Угада FM. Добре ве најдовме. Добре најдовме и среќен роденден. Че има повеќе артисти, повеќе пеачи, повеќе композитори, за разлика од традиционалната музика која негуваме и ние се бориме сега моментално во нашето училиште за да го допринесеме тој младите уште од најмали години, од 9 годишна возраст да изучуваат традиционални македонски инструменти, бидејќи тие ако не ја изучуваат, нема кој да ја продолжи нашиот фолклор, нашата традиција. Ќе снимате ли нешто со таа традиционална група? Да. И дали се тоа некои нови аранжмани или тоа се баш оние? Од до година имам во план да формирам свој етно бенд, каде што го имам и веќе името измислено се Вес. Да, од до година здравје Боже, планираме да завршат сите овие ангажмани, планираме да се посвета малку повеќе на тој, да издадеме на можеби и со преработки на македонска традиционална музика, но и авторска музика со тие инструменти. Денеска за роденденот ќе ни испеете ли нешто? Па ќе ви испееме една популарна песна и се надевам дека ја Да, со знаете. Иле. Одлучивме тоа да биде Сонце за три света од Мики Јовановски Чафре. Бидејќи денеска е убав ден, нека светне овој ден со Така, сонце за три света. Иле ќе те следи на гитара, инаку Иле е веќе и наш домакин, што се вели не е толку гостин. Многу повеќе време ќе посветиме подоцна и со Илија Кикиритков. Повелете, дечки, да слушнеме. Ајде. Една звезда ми шепоти, дали си блесок што постои, трепет од крилја на гулаби, срце ми создава бол. Дали може љубовта ноќва да ја продолжи? Дали може да ја задржи? Ја имам само ноќва да бидам ја со неа и не знам дали можам да заборавам. Во град имам сонце за уште три светови. Ако замине ќе изгаснам. Илјада слики сеќавања и мечти не домечтаени. Ке носам трагови незини во себе цел еден век. Знам дека ќе замине денот штом ќе надојде, ќе ми рече не барај ме. Ја имам само ноќва да бидам ја со неа и не знам дали можам да заборавам. Во град имам сонце за уште три светови. Ако замине ќе, ја имам само ноќва да бидам ја со неа и не знам дали можам да заборавам. Во град имам сонце за уште три светови. Ако замине ќе изгасна. Повторно сме назад во роденденската програма на Универзитетското радио. Илија Ќосевски, Илија Кикиритков како гости кои што ми се овде во студиото на Угада FM.
Иле Кикиритков, ти како што реков си домакин, а продолжуваш ли со емисијата, твојата емисија Live Cover, која што морам да кажам исклучително популарна? Така, значи, Live Cover престана да се одржува кога заврши школската година, ми се чини, на почетокот на јуни. Имаше одредена пауза и сега можеме ексклузивно за слушателите на Угода FM да кажам дека втората сезона од оваа емисија започнува наредната среда. Официјално ќе има интересни гости и оваа година. Некои гости и можеби и ќе се повторат, меѓутоа со различни теми, различни песни. Ќе има и нови гости од останатите градови од Македонија, од оние кои што не гостува. Да, имаше од многу градови се најавија. Така, меѓутоа ќе има и новитети, бидејќи планирам да воведам некои посебни емисии кои што ќе бидат посветени само на еден бенд, значи еден единствен бенд, обработка на дискографијата на некој популарен бенд, еве да речем. Значи ќе биде шаренолико. Ти доаѓа многу гости, имаш ли фидбек од слушателите конкретно за оваа? Имам фидбек од слушателите, емисијата е доста слушана, изненадувачки. На самиот старт кога почнавме, ти знаеш кога се договоривме да ја правиме, значи тоа беше кој еден вид експеримент, ајде да пробаме да видиме како ќе биде. Меѓутоа како што одминуваше времето, имаше одличен фидбек, слушана е особено меѓу студентите, оние кои ја посетуваат, кои го слушаат Угода FM, особено студентите се разбира, оние кои посетуваат страната, Facebook страната на Угода FM исто така. Значи популаризирана е доста емисијата, доста слушана, јас сум задоволен наистина. Кажи ми на професионален план, иако и ова ти е професионално да се разбереме, дали ќе правиш нешто твое авторско? Значи кога е во прашање за нас музичарите, професионално е се она што се однесува до музиката. Значи дали е тоа музичка емисија, дали е тоа настап во живо, дали е тоа концерт како што прави Илија, дали е гостување во Турција или нешто слично. Се што е поврзано со музиката се е оно професионално, бидејќи наистина живееме и јас и тој од музиката. Значи вака има најава за слушателите на Угода FM. Планирам нешто авторско, после долго време свирење, така како да кажам, свирење по разни кафулиња и разни мислам дека е редно време. Да, и затоа го прашам да слушаме нешто. Така, значи треба да седнеме да сработи нешто. Имаме зборувано многу пати дека токму она авторска музика е она лична карта, она символ кој го карактеризира артистот, па човек без авторска музика, значи нема своја јас во музиката, така се чувствувам и јас, без разлика што изведувам композиции, теми од најразлични артисти, меѓутоа сепак она што треба да те карактеризира и треба да те прави единствен или своје токму авторската музика, и најавувам и сега официјално најавувам до стартот на наредната година дека ќе има нешто ново. И јас мислам дека и треба, бидејќи он е еден од така за мене е еден од подобрите вокали. Значи мислам дека ќе има голем успех ако издаде неколку песни и тоа да не биде само да ги издаде, туку да се во план е да биде нешто навистина интересно. Нешто малку поразлично, не секојдневно, да. Да, добро, Иле сепак субјективно, но тоа е професор на средната музичка, така. Кога прашале музиката, субјективни се скоро сите. Бидејќи музиката, професионално, ако ја анализираме музиката, може да анализира Илија како професор и да каже, еве овде, ова не чини музички гледано. Но кога ја слушаат, кога перцепираат со сетилото за слух музиката, они обичните тогаш не важат ниту едно правило. Не важи ниту едно правило, туку се побудуваат емоции и тоа е тоа. Ми текна дека кај Иле во емисијата доаѓаат многу млади луѓе кои што се занимаваат со музика, имаше и многу млади луѓе, имаше и средношколци. Ми интересираше колку тие претежно свират рок, како што знам. Така Иле? Ме интересираше колку се заинтересирани за етно музиката младите луѓе. Кај мене, значи моите студенти се максимално заинтересирани, максимално се ангажирани, посетуваат настава и од тоа повеќе што треба. Значи има. Мислам дека малку се промени тоа, на времето има некоја одбивност. Значи владееше некаков срам. Некаков срам, ќе кажам,
Мада јас целото мое тинејџерство си го прошетав, со граѓаните ме знаат со кавал од ворака на школа, а воедно настапував и на Макфест, настапував по разни кафулиња и така, но никогаш не ми беше срам за да го бидејќи тоа е нашето. Јас потекнувам од Македонија, не потекнувам од друга држава. Јас носам македонски инструмент со мене. Така да јас дури во првата моја песна го употребив тој кавалот го употреби во мојата прва песна, во Мене ти постоиш. Таа песна беше 2007 на Макфест, како дебютант настапив и го искористив и тој, зашто да не баш напротив и сега и сега децата немаат никаков, моите ученици немаат никаков проблем со тоа. Значи, било каде настапуваме, било каде и да треба да се облечат во традиционална македонска носија, тоа е никаков проблем. Така да, сега за сега е одлично. Има и факултет за етно коровање на Одол. Кој функционира многу добро. Јас можам да го пофалам Ептен. Значи, мисле бенди са Ептен, бидејќи од кај мене студенти, ученици сигурно ќе продолжат на некој од тие одсеци. Секако. Да не те задржувам повеќе, знам дека немаш време, уште една песна сосема на кратко. Јас и Иле да направиме една песна. Како бек вокал ќе испееме во хармонија во двој гласа. Не се сомнам да ќе биде весело. Па да, ќе биде интересно, тоа е песна од Ристо Самарџиев, повторно македонска тема, макфестовска тема. Темата носи наслов таму кај што се ми се чини дека триумфираше на Макфест 96-та година. Да. Океј. Ајде. Кај што зракот почнува, таму сонот забира. Кај што срце посака, па да направи, за да избега. Таму сила земат, топли ветрови, таму кај што си. Како песна ангелска, душа што ти милува. Како игра ѓаволска, што те станува, па те ранува. Каква ли си магија, пожар направи, што не згаснува. На старо вино ова есен мириса. Се по-старо ти си уште далечна, но срцево е мое безсмртно. Се до те имам тебе во него, кај да видам ке те чуваат моите вакнежи. Таму кај што си, ке те милувам, каде и да си. Како песна ангелска, душа што ти мирува. Како игра ѓаволска, што те станува, па те ранува. Каква ли си магија, пожар направи, што не згаснува. На старо вино ова есен мириса. Се по-старо ти си уште далечна, но срцево е мое безсмртно. Се до те имам тебе во него, кај да бидам ке те чува моите вакнежи. Таму кај што си, ке те милувам, каде и да си. Моите вакнежи, таму кај што си, ке те милувам, каде и да си.